Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре со своето 647 издание. А доколку сте еден од малку теми на избраници кои го преживеа првиот танц со смртта пред некој месец и се запознавте со 10 филма кои ќе бидат во тесна конкуренција за изборот на хорор филм на годината, тогаш измачувањето не е завршено, затоа што смртта не е задоволна со толку мала жртва, бара нови хорор филмови, па затоа ве кани на вториот танц со неа, во кој ќе жртвуваме 6 хорор филмови кои имав можност да ги погледнам изминатите 2 месеци, кои исто така ќе се жртвувани во храмот на хорор филмот вечерва и се квалификуваа во 50 хорор филма кои ќе одбележат годината и да бидам искрен, некој од нив има и шанса да влезе во потесниот круг од топ 10 хорор филмови и се бори за титулата најквалитетен хорор филм за 2026 година. Меѓутоа, претходно ќе ви говорам за филмови чии што протагонистки се прогонувани од живи и неживи убијци, а некои во меѓувреме ќе го приложат своето тело на користење на демонските сили. Добре дојдовте на патешествието низ стравот и теророт. Започнува вториот танц со смртта за оваа година. На почетокот на емисијата имавме можност да слушнеме 3 композиции кои се наоѓаат на албумот кој го отсликува, односно ја отсликува соработката помеѓу Nine Inch Nails и Boys Noize, именуван како Nine Inch Noise, односно ја слушнавме новата итерација на Heresy, Copy of-а и Closer, а во продолжение ќе ја слушнеме соработката со најспориот и најбрзиот бенд на денешницата, односно соработката помеѓу Melvins и Napalm Death, кои го создадоа албумот Savage Imperial Death March, и двете композиции од него, Tossing Coins, Into the Fountain of Fuck и 9 Days of Rain. По преслушувањето на тие композиции ќе се вратам во етер да ви говорам за 6 филма кои ги избрав во рамките на ова издание на вториот танц со смртта за оваа година. Данс е Макабре е емисија во која 17 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите криминалци. Секој издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот од алгоритамот. Данс е Макабре е отпор против колективната глупоќа, празнината на насловите, брзиот клик и грабежот на вештачката неинтелигенција. Целта на емисијата е да ги доближи квалитетните уметнички дела до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечерва има закажано полноќен танц со смртта по 647 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Ако првиот танц со смртта вклучуваше 10 наслови кои ги одбележа месеците јануари, февруари и првата половина од март, тогаш за вториот танц не е потребно жртвување на хорор филмови во втората половина на март и цел април. Ќе ни преостанат уште полугодишната квалификациона емисија за избор на хорор филм на годината, летниот период, кој исто така имаме како четврта квалификациона емисија, хелоуинската, односно есенската квалификациона рунда и се разбира на крај изборот на најквалитетниот хорор филм на годината. Затоа денес имаме 6 крвави филмови на минуто, каде предимчи квалитетот, а не квантитетот, иако за потребите на емисијата успеав да изгледам 34 филма од прилика, од кои ви избрав 6 кои се квалификуваа на листата на 50 хорор филмови за 2026 година, од која се бираат првите 10 во последната календарска емисија и тогаш го окрунисуваме најквалитетниот хорор филм за 2026. Листата на филмови досега брои 18 наслови и сите од вечерва се квалификувани на неа, па затоа ви ги представувам. Некаде сме во границите на очекувањата, со 4 до 5 филмови месечно завршуваат на листата и да се најдат на неа во ова исклучително друштво на немилосрдни остварувања. Првиот филм за вечерва е Send Help во режија на Чичко Сем Раими, кој е еден од живите легенди на хорор жанрот, кој ова емисија секојаш со достојна почит ќе говори за неговото дело, кое е пребогато и презначајно да се сумира, но од
Evil Dead серијалот, Darkman, The Gift, Spider-Man-ите, Drag Me to Hell, Doctor Strange и последниот негов жанровски излет му беше во серијалот наменет за сега веќе мртвиот стример Quibi, 50 States of Fright. Исто така негова е продукцијската куќа Ghost House, така што кога не режира филмови, продуцира бројни изданија под нивна закрила и издаваштво. Send Help е survival авантуристички хорор филм, во кој Рейчел МакАдамс глуми вработена во фирма која заедно со нејзиниот неподнослив шеф ќе останат заглавени на пуст остров. Единствените преживеани во авионската несреќа се тие кои ќе мора да соработуваат за да преживеат на остров. Филмот мислам дека на најдобар можен начин ја оплеменува оваа ера на технофеодализам во која живееме, во која сите му робуваме на некој дигитален вазал и во големите корпорации ликот на Рейчел ќе биде заглавен во истата работна позиција, без да биде сватен сериозно, без разлика на товарот кој го извршува, а нејзиниот шеф, тоа разгалено синче на богаташ, секако дека која ќе се соочи со преживувачката ситуација во и вон канцеларијата ги има себичните пориви на прво место, кој е глумен од Дилан О'Брајен. Бил Поп, кој беше награден на минатогодишниот фестивал Браќа Манаки, ги сними пред се впечатливите кадри на островот, а Дени Елфман ја прави разиграната мрачна музика. Овие ликови мислам дека се најдобро олицетворение на ерата на себичлук во која живееме, каде кога ништожните и нереализирани битија ќе добијат можност и пред се моќ на убедување и расудување да одлучуваат врз другите, ги покажуваат нивните егоистични претензии за тоа што моралниот компас е скршен и не се поправа. Одлично се доловени нивните надмудрувања за преживување на островот, но исто како, на пример, Triangle of Sadness, преживувачката е кралица на островот и не би сакала да се врати на подредената, односно подчинета позиција во цивилизираниот свет, додека пак шефот е безпомошен на островот. Затоа епилогот на овој филм и на многу други филмови за човек лик и гомна кои на најбрз можен начин се збогатиле со своите стартап фирми се одвратни за гледање, но мора да постојат за да се долови аморалната парада на суети кои денес ги сметаме за доблести со кои се поистоветуваме дека се синоним за успех. Не е спорно дека Раими ќе има и по некоја крвава сцена која соодветствува на неговите гнасни почетоци и многу близок во тој манир ми беше, например, до Drag Me to Hell. Тропскиот остров станува кошмар за двајцата, ама исто така кога девојката ќе облече панталони и дојде на моќ, нејзино е да не ги повторува грешките од нејзините претпоставени и се однесува како нив, но не гледам дека тоа наравоучение е постигнато. Во секој случај, забавен и адреналински филм кој секако дека е убав за гледање и за 40 милионскиот буџет им заработи 93 милиони на киноблагајните, немаше конкуренција на почетокот на годината и паметно беше искористен одстапениот простор наместо да биде летен блокбастер. Можевме да сонуваме за плажи и во јануари. Вториот филм за денес е Ready or Not 2, односно Here I Come, по режија на Мет Бетинели Олпин и Тайлер Джилет, кој се составен дел од колективот Radio Silence, кој започнува со нивните кратки филмови во антологиите VHS и Southbound, продолжија со долгометражниот Devil's Due и последните скримови се работени од нивна страна, односно Врисоците и Ready or Not, првиот филм, започнувајќи од серијалот и ќе аранжираат престојната екранизација на Мумијата со Брендан Фрейзер. Значи, одличен колектив на режисери кои се предводници на нивната генерација, кои одлучија да направат продолжение на веќе успешниот модерен survival horror филм и тоа продолжувајќи го токму таму кај што завршија, односно откако ја преживува смртоносната игра на незината свадба Грейс, глумена од Самара Вивинг, и во денената ситуација незината сестра Фейт, глумена од Кетрин Ньютон, сега мора да го надминат и да се соочат пред се со 4
сопернички семејства кои се надпреваруваат за моќниот престол кој го напушта ликот кој го глуми Девид Кроненберг, стопанот на фамилиите по неговото лишување на круната на семејствата. Меѓутоа семејствата па нудат своји убици против сестрите, а победникот добива се, според адвокатот глумен од Елајџа Вуд. Тоа значи дека Сара Мишел Гелар и останатите земаат во раката некое од препишаните оружја кои се дозволени за ловење и да се упатат по невестата. Ама и тие се подготвени да го возвратат. Ударот кој за волја на иронијата повторно ќе заврши со свадба како обид за спасување на животот меѓу сестрите и воспоставување на мир. Меѓутоа, овие немили пактови се прават со цел да се дојде поблиску до непријателот и зададе последниот удар, каде сатанистичката фамилија ќе има нов лидер и секој член е гладен да дојде до престижното богатство и несудената круна за владење со емпиријата. Последните убиства, односно се највпечатливи, прострелните рани ги има колку ви душа сака. Бред Јуткевиц од кој ги режираше последните Врисоци и работеше на Stranger Things и Daddy Longlegs, го кадрира филмот. Меѓутоа, мило ми е што Шон Хатоси, кој го знаеме како докторот од The Pit, презема една гнасна персона во филмот, како братот на Урсула, односно на Гелар, кои се социопати во роднинска врска. Срчлек го дистрибуираат филмот, снимен за $17 милиони, кој заработи $3 милиони уште 30 милиони долари, докажувајќи дека хорор филмот се уште е профитабилен на бокс офисот, каде со среден влог се добива слободата да се создаде динамично дело во кое ќе блика крв во нова криенка со невестата и сестреј. Налик Хостел и The Hunt си имаат команден центар од каде наблюдуваат ловот за луѓе да се изведува. Значи, има спонтани експлозии, истрели од двоцевки, самострели, удари со секој можен инструмент, на одлично избрана композиција и на моје големо задоволство металкорците Ice Nine Kills имаат посебна композиција направена за овој филм, како што има, например, и за Scream. Овие два акциони хорор филма, за кои ви говорам на почетокот на емисијата, не се за напрегнување на мозокот, првиот секако дека говори за хиерархијата на корпоративниот свет, а другиот продира во структурирањето на семејството сатанисти кои владеат со истиот свет, но и двата филма се крвави, не се плашат да употребат хумор кога е потребно за да го забијат колецот подлабоко. За гарантирано убаво поминато време пред екранот, за друштво кое ќе ве забавува и задоволи ненаситната жед за крв. Тука ќе правиме кратка музичка пауза. Во продолжение слушаме Spirit Adrift со композицијата You Will Never Hold the Key од нивниот последен албум од нивната кариера, како што најавија, односно Infinite Illumination. Потоа слушаме повратниците Metal Church со композицијата Brainwash Game од новиот албум Dead to Rights. Nukem, треш метал бендот, го издаде албумот The Grave Remains и ќе слушаме композицијата Policies of Hate и ќе завршиме со брейкдауните на Body Snatcher, односно композицијата Blade Between the Teeth од албумот Hell is Here, Hell is Home. Уживајте! За вториот танц со смртта исто така е избрана своевидна символика која го означува овој период на годината. Токму пред преминот кој за германците го означува оплеменувањето против вештерките на Валпургиската ноќ, додека пак ирците се подготвуваат за чествувањето на Белтейн. Некој ќе го слави денот на работникот, друг ќе ополни стомакот со скара до експлодирање, некој ќе протестира, верувајќи во можноста за подобар свет и сите нив ќе ги пречека смртта во своите одаи еден ден. До тогаш ќе танцува со нас во ноќта. Третиот филм за вечерва е Undertone во режија на Иан Туасон. Тоа е филипинско-канадски режисер. Негови се кратките филмови работени во виртуелна реалност и најчесто се со point of view, односно фокализација во прво лице кратки хорор филмови, вклучувајќи ги Sit Back, Uncanny Valley и Experience Colorblind.
прв негов долгометражен филм му е Undertone, кој наредната година ќе го сними Paranormal Activity 8, барем така кажа Джеймс Ван, кој го продуцира филмот, а после тоа ќе работи на приквелот на Undertone. А додека сме кај Undertone, во прашање е еден слоборн хорор филм, односно прогонувачки хорор филм во кој Нина Кири глуми водителката Иви Бабиќ на популарен паранормален подкаст, кој го води заедно со незиниот ководител, меѓутоа ремоут на дистанца со Џастин, чиј глас го позајмува Адам Ди Марко. Тој ќе добие 10 аудио снимки на неговиот мејл во една криптична порака, кои една по една ќе ги пуштаат за да на нивниот подкаст и ги анализираат пред се, додека со нивното емитување не почнат да бидат прогонувани од демонот кој всушност ќе го повикуваат со нивното преслушување. Кинематограферот Грехан Бисли доаѓа од светот на рекламите, но очигледно дека умее да се снајде од 4 ѕида, си игра со фокусот и ја движи камерата постепено вон протагониската и тежината потпаѓа во тој уловување на празнотијата во негативниот простор и сето тоа на својот грб треба да го носи монтажерот Сони Еткинс, за да го задржи вниманието на гледачот, затоа што филмот е предводен само од еден лик во една иста просторија, што се хендикепите на сценариото во кое се имаат затворено самите автори, гробот кој никој не може да се ископа патот надвор. Затоа тука на сцена доаѓа вештината на режисерот да го достигне аудитивниот атак, односно да го стави гледачот во таа меѓусостојба во која се затекнува ликот и тој да биде во чекор со неа, изложен на звуците од снимките, кои таа ќе ги слушне, ама ќе ги негира. Со премотувањето наназад и засилувањето на најмалиот шум се анализираат снимките, меѓутоа најсилниот агент за одржување на конфликтот е тој што водителката е скептик, а водителот е верник, што ја одржува во живот постојаната нивна преписка и обидите за докажување дека другиот не е во право. Уште еднаш подсетувам дека ова е спорогоречки филм со еден лик во една просторија, незината болна мајка исто така како да ја нема во филмот. Тоа треба да значи да се подготвите дека мора да го гледате филмот навечер во тишина за да го постигнете саканиот ефект. Најпрвен се прикажа на Фантежа минатата година, а ова беше составен дел од Санденс, која доби престижната назнака најстрашниот хорор филм на фестивалот, која секојаш ќе мора да ја оправда пред секој нов гледач. Така што колку и да пофалбата е добре дојдена, толку истата е и клетва. A24 го дистрибуираат овој филм, би требало да е буџетот доста низок, не дека се потрошени пари за една куќа и еден лик, така што профитот од $21 милион на киноблагајните е успех за A24 според мене. Демоните само сакаат да бидат слушнати, а снимени се парот на дечко и девојка додека спијат и нивното несвесно всушност говори на сонот на самата снимка. Кога ќе се додаде идејата за бременоста која ги врзува и парот и Иви и интересите на нечестивите сили, ќе добиеме потентно поле за запоседнување, само сепак не очекувајте да гледате филм за друштво. Првите два филма за кои ви говорев беа такви, овој и наредниот се поинтимистички, за да ги гледате сами дома, на слушалки по можност во темнина. Четвртиот филм за вечерва е The Descendant, оръжија на Ендрю Браусер. Неговите се кратките филмови кои што ги има работено, но исто така има работено на долгите The Mother of Invention, Onyx the Fortuitous and the Talisman of Souls, Frankenbabes from Beyond the Grave, од кои секој си е блесав на свој начин, меѓутоа за потребите на Descendant има снимено хорор филм со посериозен тон. Имено филмот е реализиран исклучиво со помош на fan footage снимки, односно CCTV камери за наблюдување поставени во погребалниот дом во кој работи младата погребувачка која се соочува со надприродната сила додека работи на телото на неодамна починатиот серијски убиец кој една ноќ пристигнува во погребалницата. Зои Грахам ја глуми Бела, која ќе открие проштално писмо во кое ќе дознае дека има негови жртви за откупување и незиниот поранешен дечко кој е полицаец ќе посети да го собере телото на дополнително истражување со новостекнатите информации кои ги има за него.
Дека станува збор за мала актерска екипа, исто како и Андертон, не мора да ви напоменувам, со оглед на тоа што единствениот лик кој подолго се појавува е хаусмајсторот, кој глуми самиот режисер. За мене ова е најдобар доказ дека може на креативен начин да се употреби дефицитарниот буџет, кој во случајот на овој филм изнесува $20,000, и тоа е собран со помош на Kickstarter кампања пред да заврши филмот во дигиталното погребално пространство кое се нарекува Tubi, каде одите, пронајдете го во океанот на медиокритет што го имаат Hallmark хорор платформата, каде од време на време ќе се појави еден бизарен, злобен филм како овој, например. Злобен во права смисла на зборот, затоа што кога ќе се отелотвори антагонистот, ќе дознаеме што значи ладнокрвен убиец и како треба да се однесува, како што хорор жанрот нели го заслужува и му доликува. Жртвите се зголемуваат со понекое пресекување на вратот, кое е доволно за да сигнализира дека некој друг управува со телата. Финансиските лимитации се надминати токму во монтажата, во која не е напоменато кој работел, но судејќи според тоа колку средства имале на располагање, да речеме дека режисерот имал многу шапки кои ги ставил на главата, и за токму поради тоа го доближува до домените на технолошкиот хорор филм преку следењето на действието низ различните камери поставени во просторот низ кој се движи протагонистката и паралелно можеме да посведочиме што се случува во останатите соби во кои има доста движење за едно вечно почивалиште. За мене овој инди хорор филм представува едно позитивно откритие, кој исто како што е Андертон, например во својата полза го имаше звуковниот пристап, така тука визуелната распределба на бројните камери дозволуваат режисерот да има повеќе перспективи за случувањата во погребалниот дом, во кој мртвиот едноставно не сака да остане мртов. Бројката на 100 жртви не е исполнета за сенижниот, така што ќе треба да се пролее уште некоја река од крв за да се задоволи. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, и во продолжение ќе слушаме најекстремните бендови за денес, односно ги слушаме Йотирија, кои се гости на овогодишното издание на Скопје Фјури. Тие го издадува непосредно пред нивното доаѓање во Скопје албумот Gone with the Devil, од кој ќе слушнеме одличната синглка The Blind Eye of Antichrist, која започнува со една химнична, христијанска, српска песна и продолжува со еден англиски напев на грозотиите со кои што се спротивставува антихристот. Мелечеш ги слушаме потоа, уште една black metal сензација, овој пат од Блискиот Исток, односно тие го издадува нивното ново EP Sentinels of Shamash, од кој ќе слушнеме The Seventh Verdict. Потоа ги слушаме Edgespire и нивниот брзозворко на вокали од последниот добро насловен албум To Fast to Die и композицијата Carry On Leather, во која што ќе може да ги препознаете неговите надчовечки способности, и ќе завршиме со останатите death metal бендови. Immolation, великаните Immolation издадува исто така албум Descent се нарекува, и ќе слушнеме композицијата God's Last Breath, завршувајќи со Вомитори и нивната композиција со која го затвораат албумот, најпанкерската од сите, Oblivion Protocol, на нивното ново албумско остварување For Gore and Country. Потоа се враќам во етер да ви говорам за преостанатите филмови од вториот танц со смртта за оваа година. Во денешниот избор вклучени се квалификувани филмови во групацијата на најзначајните на годината, кои на некој нивен својствен начин прават позитивен исчекор со кој ги збогатуваат жанровските тропи или конвенции, не тие што на најконформистички начин го следат во чекор. Дансе Макабре никогаш не ги поддржувала и славела тие филмови. Ќе ви ги напоменам насреде муавет, се разбира, ама времето како најсуравиот фактор ќе го и фрли многу брзо во заборав, и со право, затоа што се генерички и не придонесуваат со никаква автентичност за да бидат запаметени, реферирани и препорачани на некои идни генерации на гледачи. Петтиот филм за денес е хорор филмот Apex во режија на Балтасар Кормакур. Тој има снимено околу 16 филмови, односно
исландскиот режисер, меѓу кои се и Еверест, Адрифт, Бист, Контрабенд, Two Guns, 101 Reykjavik. Односно, милува да снима ликови кои се ставени во незавидни позиции визави природни непогоди, односно соочувајќи се со природните елементи и губејќи ја борбата со нив. Додекаде и неговиот најнов филм ги содржи тие чинители со оглед на тоа што нема човек на земјата кој може да го негира квалитетот на изборот на локациите на скаутите и работата на каскадерите во борбата меѓу луѓето со природата. Филмот започнува со Шарлиз Терон, која глуми планинарка, која се качува на планина со дечкото незин, глумено од Ерик Бана, кој ќе почине качувајќи се на планината во Норвешка, а таа нема да може да го задржи, ќе го пушти, да не ја повлече и неа во провалијата. Таа се повлекува во австралијанската дивина, во изолација, од каде што тој потекнува. Таму таа ќе се запознае со Бен, глумено од Тарон Еджертон, кој најпрвен ќе глуми дека ја спасува од мештаните, кои се однесуваат како да излекле од Waking Fright и од Deliverance, само за да дознаеме дека тој е всушност излезен од Wolf Creek. А многу рано во филмот ќе дознаеме дека си има планирано да изведе ритуализирана игра на мачка и глушец, односно ловец и плен во дивината, а пленот, како што веќе погодувате, си го има на својот нишан Терон, го има на својот нишан Еджертон, а тоа е всушност Терон, која решила планината да ја замени со кајакарството на диви води и токму од содржината на филмот саат време се бркаат еден со друг, се врзуваат со сенџири и качуваат заедно по планини. Ликот на антагонистот е одличен и штета што не е подеднакво и подетално обработен, затоа што тој на Тарон е шуплив. Ама Бен е лудак во собствен ранг, особено со хобито кое го има за сушење на мевце. Истите филмови за лов на луѓе, кои ги напомена во почетокот на емисијата за кој ви говоря вечерва, се применливи и во овој случај, само што сетингот е поблизок до руралните реднек хорор филмови, од каде има избегано и ликот на убиецот, например. Меѓутоа мора и да се додаде Rivers Wild, например, тој култен филм кој постојано вртеше на нашите телевизии во минатото со Кевин Бейкон и неговите семејни заложници во кајаците на кои што ме потсети овој филм. Кинематограферот со кој имав можност да направам интервју, Лоренс Шер, човекот кој го сними Джокер, ги има најубавите природни таписерии од кои може само да плакнеме очи. Со среќа одржување во живот камерите во смрзнувачките снежни предели, ама барем се гледа дека Netflix продукцијата за која е работен филмот се потрудиле да излезат од студио и да снимаат на локации, што секако дека принесува на продукцијската вредност на овој филм. Секоја чест за кондицијата на Терон, но незиниот лик е еднодимензионален и навлечен на адреналинските подвизи, без кој без разлика какви раскошни текстови пишувале на IMDb како синопсис за незино соочување со себе си и собствениот морален распад, како да не. Ако е плитко во водата, ќе ви биде до колена, колку и да сакате да клетнувате за да се напиеме од празните синтагми. Нема да се удавиме во глупоќата која што ја наметнуваат со овој нивен PR стант. Да беше покомплицирано сюжето, ќе беше повпечатлив овој филм, ама не е режисерот хорорџија, па затоа, иако има снимена убава брканица, нема место за високо рангирање за жанровските туристи на оваа листа од 50 хорор филмови. Последниот филм за вечерва е They Will Kill You и кога ќе ослушнете името Кирил Соколов, тогаш нема потреба да проверувате што снимил, затоа што тоа име и презиме е синоним за квалитет. Мајковачот Кирил Сергеевич Соколов е роден 1989 година во Санкт Петерсбург и со кратките филмови направи бранови на Italian Black Nights пред конечно да можеме да му го погледнеме долгометражното Why Don't You Just Die од 2018 година, кој беше високо рангиран во Данс и Макабре, затоа што дури тогаш сватив зошто неговите најомилени режисери биле Серджио Леоне, Мартин Макдона, Парк Чан Вук, Мартин Скорсезе и, се разбира, Квентин Тарантино, чиј што современик сметам дека е Соколов, иако многумина сакаат да се наречат такви, само тој сметам дека ја заслужува таа титула. По него во 2022 година ја сними руската комедија No Looking Back и потоа за прв пат работеше на новиот филм со западните актери.
Сега цел свет знае кој е тој и во најава му е филмот за русинот во финската сауна Тубања, рускиот детски филм Lisa and the Magic Layout за оживеаните музејски артефакти и во Alone in the Ocean ќе го прикаже човекот како се бори со морето во Филипинскиот залив. За да се вратиме на неговиот прв американски филм со јасен индикативен наслов They Will Kill You, во кој Зази Биц ја глуми Азија Ривс, која се вработува како куќна помошничка во висока зграда во Њујорк, посветена за предсе која има за цел да работи во одржување на хигиената на зградата, несвесна предсе за историјата на исчезнување во самата зграда. Пресвртовите на филмот говорат дека и таа и вработените на зградата има задни намери зашто таа оди таму и зашто е всушност прифатена да работи во овој објект од управата на зградата. Каде повторно ќе добиеме протагонистка и нејзината сестра, овој пат глумена од Михајла од Industry, како во Ready or Not 2, например, каде кој што ви говорев на почетокот на емисијата, само што нивните прогонители се многу потешки за совладување, за разлика од Ready or Not 2, а бидејќи во овој филм се речиси неуништиви. Односно имаат способност за регенерирање, што значи дека ќе се прават дупки од истрели во телата, ќе се сечат екстремитети, глава ќе се тркалаат, очи ќе шпионираат. И за мене најепска сцена во која ќе се убиваат луѓе со секира во пламен. Повторувам, секира во пламен. Што и да сте направиле во животот, нема да бидете поголем фраер отколку убијка со пламната секира. Толку. За мене тоа е доволно за да огледам овој максималистички филм, во кој акцијата е незапирлива и секој ќе умре, барем неколку пати. Како и останатите, се разбира дека и тука се служи со една подземна нечестива сила која доаѓа во служба на сатаната, односно како Соколов гледа и го замислил во филмот, во дадена ситуација како свинче, наражен, што значи дека малиот, сметам дека го, ајде така да го наречам, затоа што е неколку години помлад од мене, значи малиот има перфектна хибридизација на комедија и хорор за која сите од Холивуд може да му подзавидат. Айзак Бауман, кинематограферот на Servant и Faces of Death е мајсторот кој ќе ги улови овие крвави тепачки во панорамските кадри, а Лук Долан ќе ги монтира со фуриозно засекување на брзите и кратки кадри. Ако во Why Don't You Just Die се убиваа погрешка во социјалистички стамбен комплекс во Русија, во новиот филм истото тоа го прават во американска хотелска зграда со тапети. Се разбира дека има и нив и тука. Патриша Аркет и Хедер Грем ќе умрат неколку пати глумејќи овој филм, а гласот на свињата, која е доста модифицирана за да биде запрепастувачки на Джеймс Ремар. Филмот имаше своја премиера на South by Southwest и беше работен за 20 милионски буџет, само што New Line Cinema едва и толку и да им врати на киноблагајните, па затоа го добивме толку рано дигитално, односно ден пред подготовката на емисијата го гледав, а ви го најавив уште на почетокот на годината и не само што не разочара, туку е силна конкуренција за влез во топ 10 хорор филмови на годината, барем во првото полугодие. Што ми издржавте до оваа точка на Танцот на смртта, да ви напоменам уште неколку филмови кои може да си ги толкувате како мои сугестии за евентуално гледање, ама бирајте ги според вашите афинитети и поджанрови кои ви ги напоменувам. Така што на листата од 50 хорор филмови да речеме дека се наоѓаат и уште два кои ги погледнав, но големи се шансите да бидат на подолните позиции, односно станува збор за срамежливиот боди хорор со блесава идеја со СФ заменување на расата, за да се почувствува привилегијата на белите и успее во животот во Слентед, а доколку си ги сакате анималистичките хорор филмови со ајкули, тогаш Томи Виркола поплави град и пушти ајкули во треш. Разочарувањата во овој период беа слешерот, зависен од носталгија и лоши идеи Scream 7, мелодрамите, сиромашни на хорор чинители кои незаслужно беа селектирани на фестивалите, како што се The Thing with Feathers и The Version of the Quarry Lake, шупливата адаптација на видеоиграта The Mortuary Assistant, пропушнената шанса за бизарен филм која завршува со Mumblecore Touch Me,
генеричкиот слешер без дух Psycho Killer и ајде да ја запрем листата тука на поплаки и да препорачам нешто, например, забавно, како што е Pretty Little, кој беше впечатлив крвав филм со балерини во духот на Abigail, а слешерите кои си сакаат нивните убици да доаѓаат од американскиот југ, може да ги најдат во Pig Hill и во Dolly. На ваша одговорност е доколку решите да ги погледнете филмовите како The Hermit, Do Not Enter, Dorothea, Capture, Wormtown, Nesting, NFT Cursed Images, Beyond the Drumlins и останатите медиокритетни филмови кои треба да постојат за да знаеме дека има полошо од нив, но има и многу, многу подобро. Денес имав можност да ви говорам за филмовите Sandhelp, Ready or Not 2, Here I Come, Undertone, The Descendant, Apex и They Will Kill You. За крајот на емисијата ќе слушнеме композицијата Ether од милениците на оваа емисија, односно The Cosmic Dead, кои го издадоа нивното ново студиско албумско остварување Beyond the Beyond. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 647-миот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание Дансе Макабре, обрнете внимание на уметничките квалитети и не се задоволувајте со филмски медиокритети. Чао!